Здрав на сите, ова е весникот и Катимерини и вчерашниот член во него, вчерашниот напис од 5 часот и 2 минути според грчко време и 4 часот и 2 минути според македонско време. Вели коалиционата влада Сириза Анел оди по тенка линија, по тенко јаже. Успехот на трпеливиот, на упорниот Зоран Заев во првото гласање за уставното преразгледување, кое што во суштина е предвесник на заверката на договорот од Преспа од страната на БРМ, практично го скусува политичкото време, го топи политичкото време на Грција, со оглед на тоа што на второто гласање собранието на БРМ има потреба од просто мнозинство и пред завршувањето на 100 дена од петокот на едно трето и последно гласање треба да гласаат повторно 80 пратеници за, па бидува јасно дека периодот, времето за префрлање на процедурите за заверка на договорот од Преспа доаѓа во Грција. Договорот од Преспа ќе стигне во Грчкото собрание од февруари па натака. Времето полека е против општите линии кои што ги поставија Алексис Ципрас и Панос Каменос во почетниот нивни договор. Кој што беше зацртан некаде до март. Премиерот и уште и министер за надворешни работи веќе имаше заземено, понудено, една линија на став кој што ќе го држи, кој што би го држал во врска со ова прашање во Брисел, како и нападствијата што му ги имаше даде оставено претходно на Мегарос Максиму во врска со националната линија. Не издржа нити малку. Господинот Ципрас му честита преку интернет на господинот Заев. Па и вчера, во текот на излагањето, на своето излагање, во текот на својата пресконференцијата на Министерството за надворешни работи, господинот Ципрас кажа дека не треба да забораваме дека нивното уставно име е Република Македонија и ги признаваат, и ја признаваат 140 држави. САД, Русија, Кина помеѓу нив и Симера, и денес гледаме колку е тешко за една земја
во време на мир да го промени своето име. Господинот Ципрас проговори за националната линија која што се има зацртано уште пред многу години, од 2008 и од Букурешт па се до денес и бидува и се спроведува во пракса, бидејќи го отвора патот за промена на уставот, на уставното именување, на уставното име на соседот. Никос Кодзијас од негова страна додаде, кажа, го живеам парадоксот да бегам и да сум среќен. Ти благодарам Заев, Димитров и 80-те вие пратеници, ви благодарам и вам. Како и да е, владиниот партнер, Панос Каменос, ги испревари сите, ги престигна сите, како што бидејќи само малку време пред започнувањето на гласањето во собранието на БРМ, напиша преку Твитер велејќи кој ќе помислеше дека во Европа на вредностите и на демократијата, оној кој што не гласа според нападствијата се става во затвор и оној кој што се подчинува зема бонус од 2 милиони евра црна пара. Се срамам. На ова Каменос предизвика директен одговор на истата мрежа на Твитер од страна на владиниот портпарол на БРМ Миле Бошњаковски. Почитуван господине Камене, ве молам, информирајте се дека ширите фейк ньюс, лажни вести, бидејќи веќе се имаат расветлено официјално од страна на нашата влада во духот на демократијата и на добрата дипломатија. Ајде да работиме за пријателство помеѓу нашите земји, додаде. Реториката на ВМРО. Практично председателот на АНЕЛ се поистовети со реториката што ја користат сите претходни денови, строгата страна на ВМРО ДПМН, а непоколебливите, строгите од страна на ВМРО ДПМН, од кое што практично се оделија 8 пратеници кои што гласа за започнување на уставно преразгледување. Резултатот од гласањето во Скопје ја преобрна претпоставката која што имаше Каменос за несреќата на владата на Заев во стремежот за промена на уставот
и понатаму ќе ги зајакне веќе започнатите мешаници кои што постојат во Анел. Пратениците како Thanasis Папахристопулос, Костас Зурарис, но и Елена Кунтура имаат различни гледишта од раководството на партијата, не поради нужноста договорот неопходноста на договорот од Преспа, но и доколку владата треба да но и дека владата треба да се одржи и доколку се постави се побара доверба на влада. Во суштина, постои врската на господинот Каменос дека не треба да падне владата. Господинот Ципрас има обезбедено, осигурано дека Анел не ќе поддржат, не ќе поддржат предлогот за недоверба. Особено после неодамнешното советување, министерско советување. Што се однесува пак до поддржувањето на заверката на самиот овој договор, реката веќе има тргнато. Реката за поддржување на договорот во парламентот веќе има тргнато да тече. Сигурно Ставрос Теодоракис, Јоргос Мавротас, Кеспирос Данелис, а и исто така се има така изјаснето и Thanasis Theoharopoulos од Димар, партијата, дека ќе застанат, ќе го поддржат. После заверката, после потврдувањето на договорот од Преспа, господинот Ципрас ќе треба да заврши со начинот на кој што владее. После заверката, значи, на договорот од Преспа, господинот Ципрас треба да престане со начинот на кој што ќе владее. Има недостаток во владиното мнозинство, кој што, како што тешко може да издржи до мај, како што тешко може да издржи после, откако тешко може да издржи од мај па навака, кога е можно да се прибегне кон тројни избори. Така што последните денови се имаат појавена сценарија за концентриране за зближување во владата со едно ново мнозинство, Сириза, заедно